Ние денеска сме сите овде за да бидеме од помош на нашата земја. Да трасира уште подобри патишта, да се движи со уште подобро темпо. Затоа што, почитувани Велешани, тргнаа работите во Македонија. Тргнаа и на добар пат се движиме. Еве ги бројките, никој не може да ги спори бројките кои што излегува. 624 милиони евра странски инвестиции имаме во државата. А се уште не сме ни земја членка на НАТО. Имаме само покана за НАТО, имаме проектиран датум за почеток на преговорите за НАТО, се решија големите проблеми. И затоа има инвестиции. Затоа тоа е вистинскиот пат. И не само тоа. Продолжуваме еве во првиот квартал од оваа година. Индустријата расте 7,5%. Платите беа 22.000 денари просечно. Сега се 25.780 денари. Зголемени се за 8,1%. Невработеноста беше 27%. Сега е 19,4%. Параметрите покажуваат дека работите тргнаа на добро, тргнаа напред. И затоа, само заедно и само напред, мора да се движи оваа земја. А кога сте веќе станати, напред одиме со бројот 3, со Стево Пендаровски, идиот председател на Република Северна Македонија. Се донесоа тешки одлуки, се направија тешки компромиси кои беа нужни за да ги отвориме портите на интеграциите, на модерниот, на развиениот свет и да дадеме шанса за подобар живот овде на нашите млади генерации, наместо да ја бараат својата среќа некаде во белиот свет, тука да имаат шанса да започнат живот, семејство, кариера. Да направиме амбиент во кој тука ќе имате шанса да се вработите и да просперирате. А не да кажеме само членовите на таа партија, само на таа етничка заедница или само таа и таа фамилија ќе просперира, за другите нема живот. Значи да не се секирате. Сите компаративни искуства покажуваат дека земјите членки на Европската Унија има далеку помала стапка на иселување од оние кои тоа не се. Значи мораме час поскоро да отидеме тамо, претходно да ги направиме сите реформи. И верувајте ми, економијата е секој пат подобра во државите кои се членки на Европската Унија, повеќе демократија, значи повеќе економски развој. Претходно, поголема безбедност, поголема демократија, поголем економски развој. Тоа е патот по кој треба да оди и нашата држава и ние почнавме со ова де факто за членување во НАТО алијансата.